И покрај тоа што Груевски молчи за штетните и криминални приватизации направени директно од неговиот подпис, Социјалдемократскиот сојуз нема намера да прекине со разоткривање на неговото вистинско лице, мотиви и влог во од него често споменуваниот и омилениот транзицијски период. Додека чекаме Груевски да престане да го потценува собствениот народ и конечно да одговори каква е поврзаноста на неговата партиска фирма Аналитико АИ во приватизацијата на Телеком, Социјалдемократскиот сојуз денеска паралелно ќе постави прашање и за најштетната и најкриминалната приватизација во Република Македонија. Се надеваме дека конечно ќе свати дека колку повеќе се прави наудрен, толку потешко ќе може да ги избегне сите идни прашања за кои што јавноста од него очекува одговор. Станува збор за приватизацијата на ОКТА и за улогата на Груевски како при самото продавање на рафинеријата и неговите подписи на двете фамозни писма од октомври и ноември 1999 година, кога беше министер за трговија, така и при случувањето на предновогодишниот договор ОКТА-2 на 31 декември 2007 година во својство на премиер. Само за подсетување, Македонија е единствената држава во светот каде владата со супер штетен договор направи монопол од една странска фирма на која ја овозможи да остварува екстра профит на грбот на собствените граѓани. Груевски со докажаниот транзицијски менталитет веќе 10 години тајно, далеко од очите на јавноста, во континуитет продуцира скандалозни договори со својот стар пријател ОКТА. Покрај другите штетни одредби од приватизацијата ала Грујо, најапсурдна е врската со која Република Македонија во наредните 20 години до 2019 година има обврска да троши 500.000 тони мазут годишно во услови кога целата македонска индустрија се префрла на гасот како енергетско гориво. Вкупната штета за Македонија со приватизацијата на ОКТА изнесува над 800 милиони долари. Со тоа во духот на омиленото партиско мото на ВМРО ДПМНЕ остваруваме 24 часа 7 дена во неделата. Груевски на идните 20 генерации македонски граѓани им ја наметна обврската да плаќаат и да губат пари со невидено забрзано темпо од 24 часа 7 дена во неделата. Затоа денес од него бараме да одговори. Дали е точно дека Никола Груевски со задоволство сведочил пред Трговскиот суд во Лондон во корист на грците? Зошто патриотот Груевски неколку години подоцна одби да сведочи пред арбитражата во Париз, каде грците ја тужија Република Македонија?